Добро утро, драги наши гледачи на Алфа телевизија. Добро утро од мојот дом и верувајте ми дека навистина сум среќна што токму во ова утро можем да ве поздравам вас, нашите гледачи ширум светот, во нашата ни убава Македонија и сите едноставно ве сакам. Сигурно се прашувате што прави Драгче во оваа вонредна состојба која што ја имаме и во нашата земја, но верувајте ми дека се обидувам максимално да бидам позитивна, мојата позитивност да ја ширам на околината околу мене, но и на сите вас. Се надевам дека и денеска мојот повод за кој што го снимавме и овој убав материјал, ќе ви се допадне на сите вас. А што е причината? Причината е престојниот Великден, нашиот најголем празник. Знам дека многумина ќе тагуваат затоа што не можеме заеднички да го прославуваме во храмовите, но можеме да го прославуваме во нашите домови, палејќи свеќа и кршејќи се со јајца, оние кои што ќе ги офарбаме на Вели четврток. Знам дека ќе ве интересира како Драгче дојде до идеја да направи убави великденски јајца кои што можат да бидат и како подарок. Сите ние дома обожуваме да носиме плетени работи кога е во зима, а најмногу во пролет, затоа што многумина сакаат да излезат со плетените туники, да бидат интересни и токму таа волница што ни останува, ете ми даде инспирација да направам јас едни убави шарени великденски јајца. На мојата масичка гледате овде во мојата домашна работилница имаме повеќе бои, но овој пат ќе одберам оваа вино боја волница која што ќе започнеме за оние кои што сакаат да направат јајца како тоа се прави. Ајде сега да покажеме. Значи ја земаме иглата, она игла која што е за хеклање или плетење и почнуваме 1, 2, 3, 4, 5. Ете, според она, нели, колкава е дебелината на волницата, ги спојуваме. Броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, уште 2, 8, 9, еве вака. За да ги споиме, ги спојуваме. Опа. Ете така. Тоа е првиот почеток, значи вака, нели, како што започнува јајцето. Сега, на вториот ред додаваме уште едно. И продолжуваме преку едно, исто така, во секое дупче додаваме по 2 столпчиња, за да го прошириме, да изгледа, нели, она вистинско округло јајце. Внимавајте секогаш почетокот на редот да го препознавате, заради тоа што така ги броиме редовите и едноставно јајцата да бидат интересни и вистински, да изгледаат баш како оние вистински кои ги правиме на Вели четврток. Направивме 1, 2, 3, 4, 5 реда, сега сме на предпоследниот ред, кога веќе пред крај, нели, самиот завршеток. Тука мора малку да имаме повеќе мајсторија во плетењето. Тоа вака би одело со спојување на 3 до 4, за да обликот на јајцето не го изгубиме. Еве како изгледа сега јајцето, но не е, нели, предпоследниот ред го имаме. Како можеме да го наполниме? Некој, доколку има памук во боја, може тоа да го направи со памук во боја, но верувам не постои домаќинка која што во домот нема скинати чорапи. Така и порано ги изработувавме јајцата, нели, врзувајќи ги со чорапи, ставајќи ливчиња, но сега се прават со разни, нели, идеи и разни бои. Еве сега овде, бидејќи ова е темна боја, со исечени, еве вака исечени црни чорапи. Бидејќи мораме да го потполниме, да биде, нели, интересно. Секој дома го има тоа и верувам дека на ниту една домаќинка нема да и престои да има проблеми, барем за тоа. Јас овде си ги имам во повеќе бои, бидејќи и внучките ми помагаат. Мојата Јана и Ема.
и си имам во боја. Сега бидејќи ова е темна боичка, можеме ние во ова, нели, да го наполниме. Еве вака. Да биде интересно. Малку повеќе ќе запнеме, заради тоа што мора јајцето да биде со прав облик на јајце. Сега веќе го правиме последниот ред. Последниот ред, кој што мораме да притискаме и ова полненицава која што ја имаме внатре, затоа прстот го држам вака. Еве, потоа продолжуваме. Еве вака. Да го стисниме кругот. Одиме понатаму. Така. Опа. Мора да биде стеснет и горниот дел, за да не ни изгледа празнина. Значи, уметноста е во тоа да биде јајцето на вистина како вистинските јајца. Ете, веќе го завршуваме и забележувате веќе овде скроз е притегнато. Само земаме еден дел. Накрас, што би рекле повозрасните, и го завршуваме. Еве го веќе сплетеното јајце. Значи вака пробаме, нели, дали изгледа добро, доколку некаде чувствуваме не е добра облината, можеме со иглата да си помогнеме, но со овој задниот дел, ова ни е конецот, тука ќе го сецнеме малку. Овие ми се моите ножици со кои јас и си шијам дома. Се, нели знаете дека се што носам сама шија. И бидејќи ова ни е една убава вишна боја, се одлучивме да ја направиме со, ете, еден наранџас или портокалов цвет. Морам да ви кажам дека оваа техника на изработување на цветовите најмногу ја употребуваат жените во Турција, но и порано нашите. Јас изработувам и едни убави перничиња, но тоа се работи со посебна, со посебна техника, да биде везот интересен, но морате да внимавате со иглата при повлекувањето. Ете така, за да биде ливчето убаво, односно цветот да биде интересен. Повторно е постапката иста. Значи, правиме убави цветчиња, лесни, интересни. Го разредуваме. Тоа е неговото ливче. Опа. Повторно. Ова некој пат јас ги бројам, некој пат така од само себе, како ќе ми дојде, бидејќи како и да се цветовите, ниту еден цвет со другиот не е ист. Па дури ни камилицата, како што велат. Така, нели? Сега ќе започнеме со оној завршен дел, каде што ги ставаме и ливчињата. Еве, тие малку ги правиме поинаку. Ето. И полесни. Многу полесни. Сега можат и да се сплетат, да се нанесат на самото, но треба многу тенок конец, оној со кој што шиеме, но доволно и вака, за да биде интересно. Ете, мораме да притискаме заради внатрешноста, која ставивме, може да ни се закачи на иглата и да ја извадиме при потегнувањето. Одиме со другото ливче. Опа, опа. Ете. Ете така. Сега ова малку подолго. Реков, може малку да се случи да
нешто трчне овде од натрешниот дел, но тоа не е проблем за да го извадиме. Доколку се деси како и ова овде, ќе го крцнеме со ножичката да не ни пречи. Така, бидејќи нели рековме од чорапите. Така. Опа. Одиме со листот. Можеме уште еден дел овде. Рековме сепак, тоа е до вашата желба. Како ќе се чувствувате потреба дека е потребно, каде мислите дека ви е потребно да ставите ливчиња. Еве овде ние сега морам многу да дојдам на оваа страна. Па, ето, тука да направиме едно ливче. Пак повторно закачив од натрешниот дел, иако внимаво, но затоа рековме, кога тоа го работиме дома вака по не брзајки, сега пред камерата е малку и се брзам, да биде секако што треба, малку и потешко. Моите колеги велат, брзо ти тоа го работиш, многу брзо ќе биде, но ете, како велиме, дека кога баш брзаме, работата може би некој пат нема толку брзо да ни оди. Ете така, и сега го правиме последното ливче. Тука можеме да го завршиме и последното ливче. Внимаваме да бидат интересни. Ете така. Многу пати внимавам да биде тоа спојка. Еве го направивме ова утринско јајце, кое што сакавме да го покажеме во овој понеделник, во последната постна недела, и верувам дека многумина од вас ќе се обидат во текот на овие денови да направат еве и во своите домови и да си ги подарат на оние кои што ги љубат. Вака излезе нашето великденско јајце. Ние можеме да ги покажеме и другите, може да изгледа и вака. Може да изгледа и вака. Ете, како би биле тие интересни шари. Нели рековме сето до љубовта и боите. Имаме и тука други бои.